Срдечен поздрав и оваа сабота на почетокот на уште едно ново издание на емисијата Фактор среќа, поддржана од Државна лотарија. Како што сте веќе навикнати, така и овој викенд ќе споделиме со вас уште една успешна, убава и инспиративна приказна, која што овој пат ќе ни ја раскаже човекот кој што сите генерации многу добро го познаваат. Тој е виолинист, професор, дел од дуото кое што остави траен белег на нашата музичка сцена, подарувајќи ни хитови кои што се стекнаа со статус на вистински евергрини, затоа што се пеат и до ден денес. Никола Јанков Коки денес гостин во Фактор среќа. Коки, здраво и добре ни дојде. Здраво, баш ми е драго што сум денес гостин во вашата емисија. Ми благодарам. Секако ова гостување, оваа покана е со прекрасен повод, бидејќи изминативе 2 месеци секој понеделник се објавуваше по една нова нумера и видео кои што се наоѓаат на новиот албум и секако дека посакав да те имаме тука во нашето студио и да си проговориме за сите тие нешта. Кажи ми прво, какво е чувството сега кога веќе полека се затвора кругот, да, и кога го реализира тоа што го најавуваше со месеци наназад? Цела една година веќе можам да кажам дека беше тој процес кој што како идеја беше да секој понеделник по 2 песни. Од лани почнавме да се снима, да се реализираат тие песни, да се аранжираат во една приказна. Идејата беше да се направат 20 песни и да не се пушти целиот албум одеднаш, нели така по менаџерски кажано, да трае промоцијата подолго. И се задржавме 2 месеци и нешто повеќе со тие 20 песни. И реално тоа се песни кои што се луѓето што многу добро ги знаат, има таму песни кои што да не ги повторувам, кои се тие сами кажавте големите хитови, но има песни кои што беа така малку затаени, а лично на мене многу ми се допаѓа, многу ми се свија, кои што еве по младите генерации веќе полека се губеа тие некои песни, па и постарите не ги знае. И реков да направам едноставно, си направив обработки на нашите да им се даде нов живот, да нашите песни и да видиме ако остане и таа ми е на мене некоја приказна во главата дека секојаш треба да работиме, да оставаме, да разговараме и реално вие заедно со мене и нашата публика и мојата публика, ова е доказ дека толку време зборење, кажување, пеење, свирење, патување, еве останаа песните. И тоа ми е некоја визија така која што реално и фактор среќа на целиот овој живот се докажа дека е добитна комбинација. Како да кажам? Да, навистина е така. Навикни на промени, насловот на албумот, точно во годината кога се одбележува 30 години од победата на Дуле и Коки на Макве со песната Виолина и гитара, песна што дефинитивно стана наш евергрин. 30 години мораме да го потенцираме тоа. Не можеме да нешто да сокриеме или нешто него, напротив, можеме сите заедно се гордееме. Камо среќа да имавме и моите колеги и сите да има песна како Виолина и гитара. Јас сум многу среќен поради тоа, ама сам луѓето си ја направија целата работа да еве 30 години нема место, нема настап, свирка да не се отсвири Виолина и гитара. И заслужува и покрај неа и другите песни и албуми, и заслужува да го обележиме тоа на еден начин како што јас имам замислено, со доста гости. Ќе кажеме дека е така 14 ноември. Така, со еден голем јубилеен концерт. Да, 14 ноември во Македонската филхармонија. Реално многу работи ми се спремни, дури бендот се знае кој ќе биде, ама сега уште е рано за да ги тромозам луѓето што сега да вежбат има време, да вакво, но меѓутоа со гости кои што биле покрај нас, кои што ни помагале, гости кои што сме се угледале на нив,
сега да не откривам нели кој се ќе биде таму, ама ќе биде еден, тоа место ќе биде таа вечер исклучително важно за мене. Нели, не секогаш еднаш е матура, еднаш човек се раѓа, и еднаш е 30 години, и еднаш е виолина и гитара, така гледам на работите. И сум така голем оптимист. Работата си го покажува своето и на 14-те, но и се надевам дека тој ќе биде главниот концерт, се надевам дека може ќе направиме уште некој. Тоа значи дека оваа 2026 година за тебе навистина е посебна. Нов албум на кој што оживуваат тие стари прекрасни композиции, прекрасни хитови, ете концертот кој што веќе започнува да се подготвува и кој што ќе се одржи на 14 ноември во Македонската филхармонија, година во која што ќе треба многу да работиш. Па јас искрено да ви кажам, не сум ни застанал реално кога ќе размислам назад, што со работа со децава во Сергеј Михајлов во Штип работам, си ги поздравувам и децата, и родителите, и колегите. Што со настапи, скоро секој викенд, мислам, неброени се више тие ресторани, дискотеки, кафани и така натаму. Цело време нешто, таков сум по природа најверојатно, не можам да, едноставно не можам да седам. Цело време карактер, темперамент. Да, цело време нешто ми врти и знаете колку песни имам што не се издадени, што едноставно ќе почекам сега, ќе дојде редот, таа ми е некако се во свое време треба да биде. И да, еве дотеравме работава до овде, кој што така имам добра поддршка на многу луѓе околу мене што биле и на музички план, и гледам како се однесуваат луѓето, гледам дека им е драго. Сега не може да кажам, нели, али нека биде така. На луѓето ми е драго дека растеле генерации. Има ситуации кај што една генерација, па втората генерација со моја годиште, ја веќе третата генерација доаѓаат на настапи кај што одам. И мислам дека тоа не е мала работа. Значи со секоја чест и со секоја почит гледам спрема тие работи и не можам туку така да ги оставам тоа. Не знам како да се заблагодарам, мислам. Луѓето едноставно сакаат да доаѓаат. Тоа е таа моќ на убавата песна, на добрата музика, што на вистина од генерација на генерација се прифаќа, се негува, се продолжува натака и веројатно нема поголемо задоволство, нема поголем фактор среќа за некој што создава музика и твори. Па не, јас тоа сакав исто да се надоврзам. Јас како јас, мислам, знаете, секој ден ние слушаме јас. Сам човек за каде, нели? Мислам, знаеме кои биле дули, коки и сето тоа и како едноставно едната половина е нема, ама нели тоа се периоди кај што мораш да најдеш што е тоа што ќе те бутка, ќе ти дава сила, ќе мораш да го никој не те прашува, нити вие мене, нити ја вас, нити луѓето пред камерите и пред екраните. Никој не прашува како е, што е, него едноставно мора така да е. Јас цврсто застанав позади тоа. Имав секакви нели моменти што кај секој човек се случуваат и добри и не толку добри работи, ама резултатот и таа слика што ја гледам јас како ќе застанам и како тоа ќе се слуша после, сета таа поддршка, пак да повторам, сам што би направил јас. А најголемата работа е што џабе ние збориме и ќе снимаме и ќе збориме по емисии. Ако немаш песна, така викаме ние кај нас, дај песна. Јас еве факторот среќа кажа дека песни сме направиле, сме ги одржале, се зацврснале тие, пуштиле корени. Тоа мислам што ќе човек како да не биде благодарен на таа публика. Еве, заедно со сите вас останавме. Прекрасно, бидејќи го спомнавме факторот среќа, ајде сега да изгребеме една грепка. Калинка имаме денес, грипки на Државна лотарија. Јас ќе те замолам да си одбереш една и да изгребеме, а во меѓувреме да ми кажеш дали гребеш грипки на среќа, играш ли лото 7? Па јас самиот по себе сум
на некој начин фактор среќа покрај сите тие работи во животот што не си имат случајно. Не толку во Македонија, ама многу често одиме надвор и обавезно кога одиме надвор низ Европа, кога свириме низ кај нашиот, кога одиме обавезно взимаме грепки. Значи ова е стварно така. И се надеваме сега таму, сумите се нели малце поголеми, па знаете човечко толку е, леле тие нули кои ги видиме, па одма си фантазираш, но меѓутоа и вашата поддршка од вашата компанија е тие работи што ги тие суми не се така баш за фрлање. Еве да пробам. 700.000 денари е тука главната премија и други парични добивки. Нормално, ако имаме 3 пулиња со ист износ, колки? А си добил некогаш колки нешто? Не. Не си имал добивка ниту еднаш? Не, тие ситни, мислам... Утешни добивки, што велам. Системот е тој, а некоја поголема не. Добре би било. Никогаш не се знае. Никогаш не се знае. Сриката е под прстите, велат од државна лотарија, а по твоите прсти денеска имаме калинка грепка која што е недобитна, ако добро гледам од тука. Но ништо страшно. Што? Ке си добиеш ти цело едно комплетче со калинка грепки од државна лотарија, па ке си гребеш кога ќе имаш време, желба и расположение. Ма на првата бензинска може да застанам. Да, патувајќи од Скопје на кај Штип, живееш во Штип, таму си периодов и спомена дека предаваш во основното и во средното музичко, во нижото и во средното музичко училиште, и како изгледа колку едно твое секојдневие? Па, кај нас е секој забавно, бидејќи сме ние и во основно, тоа се од прво, второ оделение, нели до 9-то имаме деца, имаме во средна школа кај што веќе се децата одредени нели на инструменти, така натаму. Јас работев во Луи порано, па се префрлив во Штип. Не дека и во Скопје исто имам се уште се дружиме на тие надпревари, се среќаваме со колеги и колешки, ама сепак на мене сватив дека дома многу децени. Помина некои децении кои што јас со тоа дома не можев да го разберам, сега разберам од оваа страна и со овие години што значи дома. Па сите кога сме помлади не точно го умееме да го цениме тоа со годините. Никогаш немаше да замислам дека јас еден ден во Штип или секогаш имав некои планови за од Скопје па натаму, но меѓутоа мислам дека на овие години сме го направил правиот избор, значи се прибравме дома и ќерка ми е со мене. Исто веќе 2 години секојдневието ни е баш онака на шала, на смеа, позитивно. Сите тие проблеми што се јавуваат се тековни, немаме некои големи такви сопки во животот, нели? Пред се вела дека полесно се функционира во помало место, дека е многу поедноставно. Секако мислам вршиш работа многу за многу работи. Сега се знае, предностите се едни во Скопје, ама едни се во помал град. На мене не ми смета. На мене ми е добро, функционираме. Имаш време, баш имаш време и за неколку пати. Јас одам и од Сабајлиот поручек, одам на такви се смените, нели? Но тука си за 3 минути си сегде се завршуваш работа, да и го избегавам Скопје. Со гужви не исто, мислам, ајде, тоа е друга вакво, ама реално сега за сега не гледам функционираш исто. Штип сегде ти е близко, патиштата се сега горе-долу, подсредени. Така да секојдневието е, како да кажам, ужасно добро сега. За разлика од порано. Така. И Штип како град навистина многу се подмлади, студенти, млада енергија. Навистина во последниве години Штип доби еден многу поинаков лик во споредба со порано. Секако, кој како гледа на работите? Штип е добар град, многу е чисто. Пак ќе кажам, се тие тука студенти, имаме фестивали, имаме факултети, имаме се окей. Единствено, само тоа, кога ќе дојдат тие моменти од тој
тој збор малку не ми е добро, но ќе направиме клинички. Ќе направиме тоа секош пред политика, мислам не сум јас, немам врска со политика. Си треба малце околу, нели, сегде во државата, околу здравството, околу и тие некои работи, да не навлегуваме од тие теми, но сакам да кажам дека со ќерка ми сме си супер, функционираме на 17 години. Мајка ми е тука, татко ми почина лани, но меѓутоа брат ми е во Германија, доаѓа многу често сега со авиониве и животот можел да биде едноставен, но човек треба да се труди за да се стреми кон. Да, и е многу поедноставен и многу поубав, за разлика од како сме размислувале во младите години. Така, Штип како фестивалски, макфестовски град е град кој што сите со задоволство го посетуваат, особено за тие денови кога се одржува Макфест, а токму на јубилејното 40-то издание на Макфест и настапи со виолина и една прекрасна композиција која што доби многу необичен видеозапис кој што е креиран со вештачка интелигенција. Емотивен видеозапис. Ајде малку за таа приказна. Јас многу не ги знам тие работи и нели сите мои соработници, меѓу другите соработници, спотот го правеше Евтимија Јованова. Тоа функционирало многу едноставно. Купуваш кредити и како ставаш кадри, и како сето тоа, не го знам теоретски, ама се залепи приказната се залепи бидејќи не е исто да правиш таков спот за било некоја или јас да правам за било која песна, ама ова си имаше своја порака, своја тежина и свој момент и Макфест и се. Многу луѓе многу добро изреагираа. Многу добро изреагираат дека се поклопија работите. Да, иако е тоа цртано и сега е емотивно. Да, навистина, но и самата песна има една посебна емотивна димензија, бидејќи е токму посветена на Дуле и Коки и на целата една незаборавна. Не можам јас да избегам од тоа, јас стално повторувам на многу вакви разговори, интервјуа, Коки и сега кој Коки? Секојаш Коки од Дуле и Коки. Так. Ама работите се тие кај што се случуваат, албуми, па концерти, фестивалот, па 40 години, па нов банд, па нови пријатели, нов бенд, нови јавувања, нови патувања. Навикни на промени. Не случајно. Животот се сами. Да, не случајно навикни на промени на песна на Венко Серафимов. Јас си го посветив овој албум на Венко Серафимов, бидејќи после сите тие неубави случувања, еден од првите, ако не би прв што застана и позади музичкиот дел и како тоа Коки ти сега што планираш понатаму? Јас викам, што јас да планирам јас? Што да планирам? Добро, јас вика, ако сакаш, вика, имам еден предлог, ние сме блиски, веќе од 98 соработуваме. Ондаш човекот кој што ми даде, меѓу првите луѓе ми даде еден пас, на мене ми се допадна тоа и направивме некои работи со тајфата, па и понатаму ден денес. И не случајно го посветив целиот албум, бидејќи албумот ми мириса на работата на Венко. И си реков, викам да го направам тоа да го кажам. Друго е ние да си замислуваме, да си збориме на маса, во кафана, ама друго е со збор, јавно, кој ќе каже човек да изрази таква емоција или таква посвета. И да, навик на промени, 20 песни, многу од тие познатите, со видео направени, ги снимавме видеата во Велес, во театарот. Зошто токму Велишкиот театар? Па, Темелко Андреев е студиото кај што јас ги работев песните. Он е продуцентот и реаранжирањето и се направи некоја енергија да едноставно стварно уживавме цела година во тоа што го правевме. Со театарот ми е малку слабост и Велес ми е слабост исто. Таму сум растел како кај тетка ми и така натаму на тие покрај пругата, покрај Вардар и така натаму. Жарко Спасовски е директорот на театарот кој што се појавува на еден спот на песна стара се вика таа со Дијана, така што една песна одамна е таа. Он е директорот таму кој што ние си останавме во контакт, викам
дали може да, овако, како не вика, тама на работа. И ни го отстапи со се што треба, еден ден, толку можам. И ни беше тука близко. Еве се, многу е убаво таму. Значи има една стварно убава атмосфера, убава енергија. Да, театрот е навистина прекрасен. Одам и во Велес често на театар. И со керка ќе одиме, ќе ни текне колку е сад. Имам карта, не чекаат карти ќе. Да, па таму одличен репертоар имаат, мора да ги пофалиме. Да. Супер се луѓето. Ете, така се редат работите во секојдневието, како што рековме. Од ден за ден. Кој период од својот живот, од денешна гледна точка, сметаш дека бил најсреќен, најубав? Гледав едно интервју мое случајно миналета и јас изјавувам да, јас сум среќен човек и покрај животот каков е таков е. Не знам, околу тоа среќа е малку таа тема малку продлабочува. Зависи кој што и како кои нешта го прават среќен. Како гледа на работите. Да, има моменти, не можам да кажам. Овие моменти што јас сега ги поминувам врска со музиката и врска со керка ми е неспоредливо со ништо претходно. Да, во секоја животно доба различно е на поимот за среќа. Исто има еден пример, сум го спомнал неколку пати. Еве седиме ние сега вака, си разговараме и ќе земете вие еден сок и ја еден сок. Да не речеме на ракија вие, јас една ракија. Нели по жаргонот да ми е по-нардски. Истиот сок го пиеме. Абе јас, тој сок ми е убав. Абе убав. Вие го пиете. Абе добро, сок како сок. Значи мислам дека не е тука кој зашто копне, не е за кој што видел, не за кој колку има или нема. Не се работи за кој некој пропатил или не знам, цел живот му е мет и млеко. Не, се работи за некои моменти како човекот ги прима, како ги доживува, како ги пренесува, како разговара, дали на некој му се свига, дали некого повредуваш или не повредуваш. Тоа е еден склоп на ваквото. Јас, например, на Господ сум благодарен, што не сум имал, фала Богу, до сега не чувал, не сум бил никош во болница. Освен короните кој беа и тогаш исто нели сите бевме болни. Ама си викам, илјадници, милиони километри помина. Албуми, песни, луѓе, среќавање, кафани, случки. Гледаме што се случува. Настапи до доцна нередовно спиење. Гледаме се што се случува. Многу ми е жал за некои луѓе што им се случуваат и не толку добри работи, мислам лоши работи. Ама, нели, ќе речеме дека не знаеме и утре што ќе биде. Го зимам и тој фактор овакво. Но до сега не можам да кажам, Господе, фала ти за се. И тоа ме држи, тој однос, тие разговори, тој однос со керка ми, со музиката. Тоа е некој мал принцип кој што јас гледам да го запазам. А усето тоа да си земам и воздишка и одмор и да си најдеш и мир. Тоа е еден пат кој што гледам да го задржам, честно и поштено. Да, веројатно тоа е таа уметност на живењето, човек да ги гледа убавите работи и да е благодарен за нив, а тоа полесно ни помага да ги надминеме сите други пропратни работи кои што можеби не се такви какви што сакаме и како што сме планирале да бидат. Сега спомена да си земам одишка, да се наполнам енергија, од каде црпеш инспирација, енергија во тие ретки моменти кога си слободен, кога не си на предавање или кога не си на настапи, на патување, што најмногу и што најчесто правиш? Еве ќе бидам едноставен. Многу километри, многу луѓе, многу среќавања. Кога си дојдов уште, прво што направив, не дека не сум можел да си овозможам, прво што направив си купив еден душек. Ама како што треба. Стварно. За добар сон. Уморен сум, реално, од многу работи и со обврските, ама викам коки и отидов во едно продавница и не прашав. Имав до толку за да купам како што треба. Ги спуштам работите малце на поедноставна комуникација меѓу нас. Многу сакам да одам во Охрид. Љубаниште ми е, ако збориме околу природата, едно место кај што јас сум кум во Охрид и таму во кампот сме обавезно летно време.
Многу сакам да седам со луѓе да поразговарам на момент кај што едноставно можеме да се довериме и можеме да си веруваме. И знам дека од таа страна ќе бидам разбран и од оваа страна исто ќе остане тоа тука. Сакам да разговарам, да учам. Не случајно ме ставила ситуацијата ми со многу помлади луѓе, генерации, да видите какви се работи не сум знаел. Работи кои што ни се овде пред очите да ги гледаме. И тоа ме тера да се повлечам некогаш, да го изанализирам во својата соба, во својата спална, да размислам и да донесам една правилна мисла за утре да протечи на некогу му се најдам, да го спроведеме тоа така. Коки, јас се надевам дека и ова лето ќе имаш доволно време и простор да уживаш во убавините на Охрид на Љубаниште, да ги полниш батериите, да бидеш обкружен со луѓе кои што ги сакаш, на кои што им веруваш и ти веруваат, а се разбира она што ќе ти го посакам за крајот на денешниот разговор и на твоето гостување во Фактор среќа е успешно да ги реализираш сите зацртани планови за оваа 2026. Ете, значи, албумот е веќе готов, останува сега да се подготви тој голем јубилеен концерт на 14 ноември во Македонската филхармонија. Ние до тогаш верувам ќе се видиме повторно за да информираме нашата публика. Уште една кампања, уште едно потсетување за сите тие настапи. Лајкнете, заследете, тоа веќе во главата почнам да го вртам дека тој сите го прават, бидејќи тоа веќе станува нека основа. Многу ви благодарам што бев дел од вашата емисија, вашата телевизија. Ние должиме благодарност за одвоеното време и за овој пријатен, искрен и спонтан разговор. Фала многу уште еднаш, Коки. Ја верувам дека и вие уживавте во денешното издание на Фактор среќа. Во среќата секогаш треба да верувате, секогаш треба да ја очекувате и да и се надевате, а секако очекувајте го и следното издание на емисијата Фактор среќа, следната сабота повторно на фреквенцијата на телевизија Алф. Имајте убава вечер и добар викенд!